Се намалува проблемот со недостапност на онколошки лекови во аптеките. Откако онколошките пациенти алармираа на недостаток на таблетарна терапија, како и тоа дека не можат да испитаат тумор маркери во нивните населени места, од Фондот за здравство велат дека еден лек го немало, а сега е достапен во аптеките, а за друг повторно се распишал тендер и набрзо треба да започне дистрибуцијата. Од Фондот за здравство велат дека на пациентите кои ги купуваат поевтините лекови, трошоците редовно ќе им бидат рефундирани. Дополнително вели дека тумор маркери се прават во 50 здравствени установи во земјава, од кои 15 здравствени домови, 23 болници и 12 приватни установи. Тој смета дека ова е добра географска покриеност. Имаше проблем со кискалито, ама тој веќе достапен и одговорно тврдам дека нема недостаток. Меѓутоа, као е поевтините лекови, повторно тие се лекови кои се на позитивна болничка листа. И доколку пациентите го купат лекот приватно, можат да го рефундират во Фондот за здравство. Без разлика што е 2000 денари цената, значи ги повикувам да го направат тоа. Во однос на тумор маркерите, во моментот во Македонија тумор маркери се прават во 50 здравствени установи. Фондот за здравствено осигурување ќе го менува правилникот за да натера што повеќе лекари да работат во рурални подрачја. Целта на овие измени е да се создадат поповолни услови за отворање ординации во рурални подрачја. Директорот Сашо Клековски ги повика граѓаните и сите заинтересирани страни да достават предлози до 1 ноември. Мерките треба да ги охрабрат младите доктори да започнат да работат во руралните подрачја. Имам кажано веќе претходно дека во Дебар има невработени лекари, а има слободни места за рурални матични лекари. И во таа насока сакаме да го измениме правилникот кој регулира оваа работа, да обезбедиме натамашна либерализација на условите за рурални матични доктори и да видиме кои се тие пречки што ги оневозможуваат младите доктори да започнат да работат како рурални матични лекари. Целта на овие измени е да се создадат поповолни услови за отворање ординации на матични лекари во рурални подрачја. Во моментов од 96 планирани матични лекари работат само 44, што значи дека недостасуваат 52 лекари во ридско-планински средини. Тие најголем проблем имаат брзо да создадат база на пациенти, да вработат медицинска сестра, да ги покријат трошоците на стартот на работењето. Инаку годинава капитацијата на матичните лекари се зголеми за 33%.